Нови клинички центри и реновирање на старите, кампањи за подигнување на свеста за психичката состојба на родилките, ажурирана позитивна листа со нови лекови, вработување на доктори и медицински сестри. Брилираше петиот министер за здравство во оваа влада, кој се представи како супермен за македонското здравство, Фатмир Беџити. Тој најави макотрпна работа со својот тим, а не заборави многу пати да си ја пофали транспарентноста. Сепак, ажурирање на позитивната листа на лекови ќе има, ама кога ќе биде комплетна, министерот не знае. Не можеме да одредиме точен тајминг, овие работите нели спонтано ќе се одвиват по апликација на фармацевските компании. Професорката нели ви кажа во својот говор дека секој 2 пати неделно, ако е потребно и повеќе, или колку месечно кој одлучиме според апликациите, тие ќе бидат разгледани и спонтано ќе бидат ажурирани, ќе се стават на листа, на позитивна листа на лекови. Исто така тој нема одговор ниту за проверките на комисијата што истражуваше за обидот за самоубиство на родилката која се случи неодамна. Ја одма формирав стручна комисија, пратена е тоа, кога ќе го имаме конечниот исход, резултат, ќе го споделиме најтранспарентно со вас. Тоа што ја превзедов како министер, значи негде од септември и октомври ќе почнеме една кампања за подигнување на свеста и кај бремените жени и за консултации редовни со психолог, со псијатар. Во однос на неизградените клинички центри како онаа што се гради 30 години во Кичево, Беџити вели дека ќе зема банкарски позајмици, но нема да остане ниту еден регион во земјава без клинички центар. Не е поразлично ниту во источниот дел. Во Штип болницата се гради од 2016 и се уште не е завршена, но министерот ветува нивно завршување во неговиот мандат. Болните од цистична фибриоза, хронични заболувања, дијабетис, како и од други ретки болести, одамна изразуваат револт поради дефицит на лекарства. Пациенти се жалат дека не може да закажат термин. Здравствениот систем кубури со медицински персонал, бидејќи доктори и медицински сестри во последниве години работат во западните земји. И покрај колапсот на здравството и проблемите со кои секојдневно се соочуваат пациентите, петиот министер поред во оваа влада, откако седна во фотелјата, ветува брда и долини, од кои засега јавноста не виде речиси ништо.